Нови ценовни шокови на нафтата не се очекуваат и покрај американските санкции кон Русија, вели гувернерот Трајко Славески. Во однос на инфлацијата, проекциите на Народната банка предвидуваат намалување на помалку од 4% до крајот на годинава, а таргетот за следната година е инфлацијата да се спушти под 3%. Ке се стабилизираат нештата, затоа што има други производители кои што имаат капацитети да ги дополнат во светската понуда и понудата во регионот, оние количества на нафта кои што можеби нема да бидат испорачани од овој извор од Русија. Така што мислам не очекувам во наредните месеци некој поголем овој шок. Ево, Меѓународен монетарен фонд очекува просечната инфлација за оваа година да биде 4%. Мислам дека ќе биде за 0,1-0,2% поени испод тоа. И добро е да видиме тројка. Тоа ќе влие психолошки затоа што таргетот за наредната година е инфлацијата да се симне на 3, дури и по 3% во оние граници во кои што имавме инфлација пред пандемијата. Стратегијата на Народната банка е следниот период да биде воведен нов систем за инстант плаќања според стандардите и правилата за работа на европскиот систем ТИПС, што воедно е регионална иницијатива за поврзување на платните системи на земјите од Западен Балкан и нивна интеграција со европскиот инстант платен систем. Со многу ниски трошоци, од скоро време и многу брзо да се вршат тие плаќања во секунди, што многу ќе значи и за нашата диаспора, за семејствата кои што имаат своји блиски надвор, за нашите студенти кои што студираат надвор. На 7 октомври годинава банките од Македонија заедно со Албанија, Црна Гора и Молдавија започнаа со извршување трансакции преку СЕПА, што представува конкретен чекор кон финансиско и економско приближување со Европската унија. Само директно од уштеда. СЕПА носи супер резултати за економиите. Во Црна Гора имаме заштеда од 14 милиони кои остануваат во џебовите на граѓаните и работниците. Значи наместо скоро 74 евра, денеска црногорските граѓани плаќаат само фрагмент или помалку од 2 евра за трансакции кои се до 20.000 евра. Според проценките на Светската банка, постигнувањето на светската цел за намалување на трошоците за дознаки на 3% би придонело за заштеда до 500 милиони евра годишно за граѓаните во регионот на Западен Балкан.